Thank you. First of all, I want to thank you for this great forum and for inviting me to have this opportunity to address you. Now I will switch on Macedonian because of time management to be more effective and efficient. С оглед на времето што го имаме, ќе гледам да видам навистина брз и краток. Би почнал со два интересни факти. А тоа е првиот дека се зборува дека постои една стара кинеска клетва која што вика да живееш во интересни времења. А второто е дека во кинескиот јазик постои само еден единствен збор кој што ги објаснува три збора од западните подрачја, а тоа се проблем, закана и можност. Значи, со еден збор се опишуваат овие три збора. И сега несомнено, сакале тоа или не, ние живееме во едни интересни времења и на некој начин и дел од овој форум и дискусијата е да видиме како соочувањето со овие проблеми, со овие закани да бидат заобиколени и како да се пропознаат можностите во овие навистина интересни времења. На почеток би дал еден мал вовед во однос на тоа што се случува со странските директни инвестиции глобално и во нашата држава, затоа што за се друго беше дискутирано претходно. На светско ниво странските директни инвестиции бележат опаѓање континуирано од 2015 наваму и во моментот се на најниско можно ниво и се на негде на нивото од 90-тите години. Кај нас, спротивно на тоа, во 2018 имавме најдобрата година во поглед на странски директни инвестиции со 607 милиони евра, потоа 2019 беше втората најдобра година во последните десетина години со 363 милиони евра странски директни инвестиции и во 2020 година се случи пад од 40% во однос на 2019, што е подобар резултат од она што се случуваше во светот, во развиените економии и економиите во транзиција, кои што бележаа пад од 58%. И мислам дека интересен е податокот дека во 2020 година нивото од 206 милиони евра странски директни инвестиции беше повисок за 15% во однос на она што беше во 2017 година, што навистина дава една перспектива дека и немало толку црни сценарија во однос на странските директни инвестиции и интересот на странските инвеститори да ја препознаат нашата држава како интересна за инвестирање. Сега, исто така, беше овде дискутирано, меѓутоа би го напоменал од аспект на важни фактори, тоа се новата политичка динамика која што се случува во нашата држава во последните 4 години, потоа склучувањето на договорот од Преспа, пристапувањето на нашата држава во НАТО, успешното справување со здравствената криза и доведување во една, ајде да кажеме, нормала во последниот период и кризните мерки кои што ги спроведе владата во изминатата година за поддршка на бизнисите, за чувување на работните места, фискалната стабилност и ликвидноста, секако несомнено даваат силен позитивен импулс и зрачат со стабилност, сигурност и безбедност не само за Северна Македонија, туку и за целиот регион. Дополнително, интервентниот план за инвестиции на владата 2021-2027, кој што во најголем дел е во насока на инвестирање на одржливите развојни цели, дава една нова перспектива и стимулација за сериозен инвестициски циклус. И сега поддршката на државата, на владата кон новите инвеститори е генерално позната. Yeah, if I may just add some comments and then we'll continue because I need to guide you through the questions. So basically you have mentioned also the pandemic crisis and the impact and everything. You provide an overview of the current situation of foreign direct investments in Macedonia.
And I completely agree also with you that in each crisis we can see an opportunities, or I can use the one quote to confront you from Charles Darwin: do not survive the most intelligent, the most smart, survive those that can most easily adapt to the environment. So in this perspective, in this regards, I think you have started to discuss about that. I would like to ask you a more specific question. If we reflect now on the pandemic crisis and on the recovery, what can help, or how the interventions, the strategy that you mentioned can help North Macedonia to navigate the new landscapes of FDI and build up a new scenario for post-pandemic trends? And the second, as a question, as a sub-question, we see a shift of companies from Asia closer to the parent companies in Europe. Do you think that our country is ready to face such a surge or benefit from such a shift? And then, last not the least, what is the aftercare? So you have started to discuss this question, therefore I have interrupted you. What is the aftercare of the state for the existing investors, which is crucial, because this can be a catalyst for the entry of new companies? So please take the floor with a kind of reflection, if you can do it on all three questions, sub-questions. Thank you. Благодарам, секако да. Ова сакав да кажам дека позната е поддршката на владата, на државата, на новите инвеститори и во зависност од бизнис планот, во зависност од бројот на новите вработувања, во зависност од висината на платата, во зависност од тоа дали се потребни дообуки, преквалификации, доквалификации на работната сила, во зависност од обратот кој што се очекува од новата инвестиција, поддршката може да стигне и до 50% од вкупните инвестицијски трошоци. Но она што сакам да го потенцирам овде е она што го препознавме како можност, е тоа дека секогаш во кризи најдобар излез за економијата, за придвижување, се вкупно напред, се иновативноста и инвентивноста. И токму во овој дел ние и со новите измени во законот за поддршка на инвестициите, кои што се генерално и за домашните и за странските, предвидуваме 50% поддршка за research and development активностите на компаниите. Со тоа сакаме да стимулираме вакви активности, а директно, индиректно, поголем ангажман на високо квалификувана работна сила, која што ќе остане овдека, ќе додава нова додадена вредност во економијата. Исто така, го препознавме фактот дека треба да ги стимулираме компаниите, инвеститорите да инвестираат повеќе во зелена енергија, односно во поставување на фотонапонски системи, кои што ќе им бидат од корист во намалување на нивните трошоци, меѓутоа исто така да имаат можност вишокот на електрична енергија да биде ставен во мрежа, што исто така е многу важно за државата. И овие активности се поддржуваат со 20% од трошоците. Во однос на она шифтање што би требало да се случи, затоа што ние слушаме анализи, гледаме и така натака од сериозни институции, наголемо се зборува на оваа тема. Факт е дека се уште немаме такви некои големи шифтови, меѓутоа, исто така, факт е и реалност дека ќе има раздвижување во вредносните синџири, во реалокација на производствените капацитети, потрага по можности за отпорност на новите инвестиции и диверсификација на ризиците и портфолијата на инвеститорите. И секако дека нашата улога треба да биде проактивна на ова поле. Не случајно го спомнав и на претходно дека добро е што сме препознати како добра дестинација за инвестиции и тоа мислам дека ќе даде вака еден добар импулс за овие придвижувања и случувања, да значат и привлекување на нови странски инвеститори, но овде исто важна улога ќе игра и она што беше претходно споменато, регионалната соработка, значи меѓусебни инвестиции во регионот, учество на локалните добавувачи во регионалните вредносни синџири, заедничко учество
на регионалните играчи, на светските вредностни синџири и сето тоа ќе значи на поголема компетитивност, способност на целиот регион, а со тоа и на земјите поединечно да привлечат странски директни инвестиции. И Aftercare-от секако е еден импулс кој што дополнително ќе значи испраќање на јасни сигнали до новите инвеститори, дека ние се грижиме за постоечките инвеститори, и тоа не само во смисла на спроведување на некои административни процедури, помагање на некои обични логистички активности, туку многу повеќе во делот на поврзување со академијата, со универзитетите, со институтите, научните институти, воопшто со образованието, како би се стимулирала таа соработка и во насока на Research and Development. И секако тука е исто важно спојувањето на локалните добавувачи со странските инвеститори. На таков начин тие ќе бидат нема да представува тоа само стимулација на странските инвеститори, туку и една добра референца пред потенцијалните нови инвеститори.